Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. На судењето за пожарот во дискотеката Пулс беа откриени сериозни безбедносни пропусти. Инспектор од Дирекцијата за заштита и спасување изјави дека во објектот имало само 2 противпожарни апарати. Хидрантот бил празен, а задната врата за евакуација заклучена со катанец. Кочанската дискотека не ги исполнувала критериумите за заштита од пожар, сведочеше Дарко Стојков, инспектор на Дирекцијата за заштита и спасување, кој правел увид по пожарот во Пулс. Повикан бил од Виница, бидејќи повеќе од 10 години во подрачното одделение на ДЗС во Кочани немало вработен инспектор. Одговарајќи на прашање од јавното обвинителство, рече најболно било што вратата која требало да служи како помошен излез била целосно блокирана. Во објектот имало и недоволно противпожарни апарати. Внатре кога влеговме имаше само 2 противпожарни апарати, недоволно за квадратурата, хидрантот празен, нема вода, нема црево, нема млазница, дојавувачи за пожар нема и најболната работа, задната врата заклучена, од внатрешната страна немаше квака, а плюс и заклучена со катанец во долниот дел. Сведокот појасни дека и покрај тоа што во Кочани повеќе од 1 деценија немало инспектор за заштита и спасување, а за тоа знаеле сите директори на ДЗС, одделението во Виница, каде тој работел, добило забрана од централата на ДЗС да постапува надвор од општината. Работел по претходно утврдена годишна програма, но за вонреден надзор во објекти, писмена наредба за тоа требало да добие од директорот на ДЗС, негов заменик или генералниот инспектор. Стојков посочи дека со одобрение на ДЗС правел вонредни контроли за противпожарна заштита во зградата на општина Кочани, училишта и правни субјекти, но никогаш во дискотеката Пулс. За пожарот во Кочанската дискотека им се суди на 4 поранешни директори на ДЗС. Дел од адвокатите кои ги бранат во судницата го спореа исказот на сведокот повикан од обвинителството. Дирекцијата не била инспекцијски орган за контрола на угостителски објекти, туку институција која е дел од цивилната заштита од пожари и други поголеми несреќи. Директорите кои седат на обвинителна клупа немаат баш никаква врска, никакви ингеренции со инспекцијски надзор, особено не со конкретниот настан. Но се ово покажува начинот на кој се води постапката и дека до крај не се избистрени и искристализирани работите кој се за што е одговорен. Сведочеше и поранешен вработен во агенцијата што ја обезбедувала дискотеката, но рече дека не знаел каде се наоѓа седиштето на фирмата. Наредбите ги добивал на терен или Вибер групи кои потоа ги бришеле. Судењето продолжува наредната недела во вторник, ден по годишнината од трагедијата во која загинаа 63 лица. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Комеморативна седница во парламентот за 1 година од трагедијата во Кочани беше одржана вчера. Председателот Гаши порача дека болката на семејствата зборува погласно од секоја политичка изјава и се заблагодари за солидарноста и помошта по трагедијата. Родителите на загинатите пак седницата ја оценија како задоцнета и изразија незадоволство што жртвите не беа спомнати ниту по име. Слава им. Правдата не треба да биде ниту пребрза поради политички ефект, ниту пак задоцнета. Само правдата и вистината можат да донесат мал спокој за семејствата и за општеството. Оваа трагедија е последниот аларм за сите политички и општествени чинители. Да се вратиме кон самите себе, кон нашата човечност и конечно да се издигнеме како феникс за повторно да изградиме оваа држава од почетокот, но овој пат врз основа на правда, честност, чиста совест и искреност. Трагедијата од Кочани нека биде последната трагедија на нашата земја, но и наш водич кон праведна држава со владење на правото. Ова не го очекував. Уште една голема рана за нас родителите. После 1 година комеморација и со 2 страни читање на текст напишан, не знам, толку од мене. Катастрофа. Но за жал, нијно дете не беше удостоено, спомнато, со име преземе, само кратки зборови.
да се надеваме барем правда за децата и дека институциите ќе си ја признаат одговорноста и да се надеваме само на тој чекор, на друг, како што гледам, немаме никаква надеж. Ово беше последна надеж и ја изгубивме за жал. Ние родителите ќе си патеме, ќе си тражиме вистинска правда, на крајот се надеваме дека ќе ја добиеме. Премиерот Христијан Мицковски денеска ќе присуствува на почеток на изградба на дел од Собирни улици Никола Карев и дел од градската магистрална улица новопланирана 1 во општина Кочани. Премиерот ќе изврши увид во градежни работи на мост на Кочанска река за поврзување на улица Лазар Андонов со улица Вера Которка, како и увид на градежни работи при изградба на делот потисен цевковод од јазол до изливен базен на предпумпна станица од водоводниот систем. Градот Скопје обезбеди средства за решавање на хаосот на паркингот на Клинички центар. Градот Скопје обезбеди 3 милиони евра за изградба на катни гаражи во Клиничкиот центар. Денеска се усвои ребалансот на буџетот, а во наредните 2 недели ќе се објави јавен повик за гаражите, кои би требало да обезбедат 500 нови паркинг места во едно од најхаотичните и фреквентни локации во Скопје, каде што секојдневно на пациентите в работините им е проблем да пристапат со возило. Едната позиција е кај гинекологија делот. Таму има едно големо пространство, паркинг на практично на земјана површина во моментов и дополнително кај црквичката во централниот дел има уште една позиција каде што ќе биде вториот монтажен паркинг и имаме, како што споменав, каде што беа модуларните болници, тоа е трета позиција каде што ако се појави потреба од реализација на дополнителни паркинзи од овие што ги планираме сега во моментов, ќе пристапиме и кон реализација на тоа во перспектива. Парите, како што објаснува градоначалникот, не се од задолжување ниту од крадење на инвестиции, туку од тоа што градот Скопје домакински работел и заштедил средства. Цените на паркингот ќе останат исти. Иако имаше поделени мислења па дури и во јавноста дека треба можеби бидејќи се е поскапено да ги покачиме цените, сепак сметам јас дека е добро, луѓето не одат за добро во Клинички центар, обично секој оди со својата мака таму, да останат цените исти, не отстапувам од тоа што сум го ветил и во предизборието, така да цената апсолутно ќе остане иста, но ќе биде дополнителен приход обезбеден од таму за буџетот на градот Скопје. Според најавите, катните гаражи би требало да профункционираат следната година. Договорот е склучен на 15 години, а градот Скопје на државата ќе плаќа закупнина од 10% од вкупниот промет. Паркингот на Клинички е долгогодишен проблем за кој институциите не можеа да најдат решение. Тамара Дичевска, Сител телевизија.